Добродојдовте на вториот дел од првото предавање од онлайн видеосериите на курсот по германски јазик. Во првиот дел од првото предавање се учеше за германската азбука, буквите, како и нивното спелување. Во вториот дел од првото предавање ќе се учи за изговорот и звучноста на буквите при употребата во говор, како и нивната поделба на самогласки, согласки и умлаут букви. Може да почнеме. Како што кажавме во првиот дел од предавањето, германската азбука содржи 30 букви. Истите букви се поделени на вокали или согласки, консонанти или самогласки, умлаут букви и есцет буквата. Вокалите се опишани со 5 букви и тоа А, Е, И, О и У. Најголем дел од буквите спаѓаат во согласки, односно консонантен. Согласките се 21 буква. Во умлаутите се 3 букви: А умлаут, О умлаут и У умлаут. Како последна буква во азбуката се спомнува есцет буквата, која подетално ја обработивме во претходното видео. Во следните неколку минути од видеото ќе ги обработиме сите букви посебно, нивниот сооднос со останатите букви при формирање на зборовите, како и нивната звучност. За секоја буква ќе се дадат по неколку примери, но без превод на зборовите, бидејќи тие работи ќе бидат опфатени во следните понапредни видеа. Ди вокале. Самогласки или вокали. Ќе започнеме со нив. Првиот вокал е буквата А. Соодносите со останатите букви кои имаат улога во звучноста или промената на звучноста на буквата се следните: една А буква, две А букви, АХ и АУ. Например, зборови со една А буква се наме и штат. Во овој случај нема типична промена на звучноста на буквата. Следниот пример е случајот со две А букви. Например, збор со две А букви е зборот пар. И во овој случај нема промена на нејзината звучност. Следно што ќе кажеме е едно од честите правила кои ќе ги сретнеме и кај други букви. Во случај кога буквата Х стои после буквата А, односно кога буквата Х стои после вокал. Буквата Х не се чита, а вокалот се издолжува. Пример: фара. Во случај кога соодносот е АУ, состојбата на звучноста не се променува. Пример во зборот Kaufhaus. Следна буква е буквата Е. Се сретнува во форма на една Е буква, пример адресе, или две Е букви, една до друга, пример во зборот тее, тоа значи чај. Кога после Е буквата следи буквата Х, веќе спомнавме дека буквата Х не се чита, а вокалот се издолжува. Пример: нехмен се чита неемен. Во случаевите кога во зборовите има сооднос Е и, тоа се чита ај. Например, einladen и други зборови. Слично на претходниот пример, соодносот на букви ЕУ се чита ОИ. Пример: Freundin. Следниот пример е и последен за вокалот Е. Кога во зборовите имаме сооднос ЕР, буквата Р не се изговара, тоест звучи слично како А. Пример: фиша, фара, бија. Третиот вокал е буквата И. Игел, бите. Во случајот кога после буквата И следи буквата Х, важи истото правило како за претходните букви. Пример: ИХМ се чита
им. Во случаевите кога после буквата И следи буквата Е, буквата И се изговара малце издолжено. Пример, фамилие, бија, италиен. За следните две букви, т.е. две вокали, се повторуваат правилата од првите три букви. Тоа најчестото правило дека буквата Х, која стои после вокал, таа не се чита, а вокалот малку се издолжува при изговорот. Пример, за вокалот О, комен, брод, монтак, цоо, и случајот со буквата Х, вонен. Последниот вокал е буквата У. Пример, за зборови со една У буква, групе и хундерт. Во зборовите со една У буква нема промени во звучноста. Следно е претходно објаснатиот пример дека кога буквата Х стои после вокал, т.е. после буквата У, која е вокал, буквата Х не се чита. Пример, штул. Да преминеме понатаму. Значи, да повториме правилата за звучност на согласките. За сите вокали. Во случај кога буквата Х стои после вокал, буквата Х не се чита, а вокалот се издолжува. За вокалот Е. Во случаевите кога во зборовите има сооднос Е-И, тоа се чита АИ. Во случаевите кога во зборовите има сооднос Е-У, тоа се чита ОИ. Кога во зборовите имаме сооднос ЕР, буквата Р не се изговара, т.е. звучи слично како буквата А. За вокалот И, ќе кажеме дека во случаевите кога после буквата И следи буквата Е, буквата И се изговара малце издолжено. Ќе продолжиме со диконсонантен или согласки. П, С, Д, Ф и Г. Форми на консонантата Б. Една Б буква, бија. Две Б букви, хоби. Во случаевите кога буквата Б се наоѓа на крајот на зборот, се чита како П. Пример, урлауп се чита урлауп. Одиме на следната буква С. Од зборовите кои представуваат интернационализми, буквата С може да се изговара како С, пример сити, или како К, пример кауч. Кога во зборовите имаме сооднос на букви ЦХ, тоа може да се изговара како К, пример каос, како Х, пример нихт, или во интернационализми како буквата Ш, пример шеф. Во останатите случаеви, кога буквата С е заедно со друга буква, се чита само другата буква, како на пример цука. Буква Д. Пример Д, Einladen, Landkarte. Во зборовите каде има сооднос на буквите Д, Т, на крајот од зборот се чита само Т. Пример, СТАДТ се чита штат. Буква Ф. За буквата F нема специфични правила во врска со звучноста. Најчесто се јавува во зборовите како една или две F букви. Буква Г.
Пример, групе или фраге. Се случаи кога буквата Г не е поврзана со друга буква во зборот. Во зборовите каде има буква Г на крајот од зборот, тогаш буквата често се чита како К. Пример, Flugzeug. Дали се изморивте? Ќе направиме кратка пауза од 10 секунди, а за тоа време ќе разгледаме некои од најубавите германски дворци. Продолжуваме со изговорот на останатите консонанти. Продолжуваме со буквата Х. Во зборовите, буквата може да се сретне во комбинација со други букви. И тоа како една Х буква, ТХ, ЦХ, СЦХ, ТСЦХ, ДСЦХ или ПХ. Како што кажавме пред неколку минути, буквата Х после вокал не се чита, а вокалот се издолжува. Пример, фара или вонен. Во случај кога буквата Х следи после буквата Т, се чита само буквата Т. Пример, метходе се чита методе. Кога во зборовите имаме сооднос на букви ЦХ, веќе претходно кажавме дека може да се изговара како Х, К или во интернационализми зборови како Ш. Пример, каос, нихт или шеф. Кога трите букви СЦХ се по истиот редослед, во збор се изговараат како Ш, бидејќи во германскиот јазик не постои буква Ш. Пример, кај зборот ТСЦХ се чита на германски тиш. Кога четирите букви ТСЦХ се по тој редослед во збор се изговараат како Ч, бидејќи во германскиот јазик не постои буква Ч. Пример, често среќаван збор Deutschland. Слично на претходните примери, четирите букви ДСЦХ се изговараат како Дж, бидејќи во германскиот јазик нема буква Дж. Случајот кога во збор постојат ПХ, најчесто во интернационализми се читаат како Ф. Пример, алфабет. Следна буквата Ј. Кога сме кај буквата Ј, треба да се спомене дека иако се спелува Ј, таа во зборовите се изговара како Ј. Пример, пројект. Сепак во интернационализми буквата Ј може да се изговара како Дж. Пример, джинс или џоп. Продолжуваме со буквите К, Л, М и Н. И четирите букви немаат специфични правила на изговор. Поради тоа, ќе споменеме само неколку примери од нивниот изговор. Пример, кухе, цука, шранк, лампе, але, меа, радиер гуми и други. Буквата П се среќава во форма на една П буква или две П букви. И во двата случаи нема типични промени на нејзиниот изговор. Честа е појавата на сооднос на буквите С и П во германските зборови. Запамтете дека секогаш кога буквата С стои пред буквата П или пред буквата Т, го променува својот изговор од С во Ш. Значи, СП се изговара ШП,
а СТ се изговара ШТ. Оваа состојба се среќава во глаголот шпрехен, кој значи зборува, или глаголот шпулен, што значи мие. Буквите ПХ во интернационализми се читаат како Ф. Пример, алфавет. Дали одиме понатаму? Следните консонанти кои ќе се обработат се Q, R, S, T и V. Следна е буквата Q. Кога буквата Q е во комбинација со буквата U, заедно се читат како КВ. Пример, квалитет. Буква R. Некои од правилата на изговор кои се среќаваат кај буквата R, веќе ги сретнавме кај претходните букви. Например, буквата Х не се изговара во случај кога стои после буквата R. Пример, во зборот ритмус. Кога буквата R се наоѓа на крајот од зборот, се изговара како меко R. Пример, бија, тоа значи пиво. Кога буквата R се среќава после буквата E, буквата R не се изговара, тоест звучи слично како буквата А. Пример, фара. Следна е буквата S. Буквата S најчесто се среќава заедно со други букви, како 1S, 2S, ST, SP, SCH, TSCH и DSCH. Една S се изговара како што се пишува. Пример, ice. 2S букви се изговарат исто како и една S. И тоа адресе. Честа е појавата на соодност на буквите S и P во германските зборови. Запамтете дека секогаш кога буквата S стои пред буквата P или буквата T, го променува својот изговор од С во Ш. Значи, СП се изговара како ШП, а СТ се изговара како ШТ. Оваа состојба се среќава во глаголите што претходно ги споменавме, шпрехен и глагол шпулен. Едно од правилата, кој не е тешко за запамтување, но е честа грешка кај почетниците на курсот по германски јазик, е случајот кога буквата S стои на почеток на зборот. Во тој случај, С се чита како З. Пример, супер се чита или изговара како зупа. Кога трите СЦХ букви се по истиот редослед во зборовите, се изговара како Ш, бидејќи во германскиот јазик немаме буква Ш. Пример, тиш. Кога четирите букви ТСЦХ се по истиот редослед, се изговарат како Ч, бидејќи во германскиот јазик нема буква Ч. Пример, кај зборот Deutschland. И слично на претходните примери, четирите букви ТСЦХ се изговарат како Дж, бидејќи во германскиот јазик нема буква Дж. Продолжуваме со буквата Т. Буквата Т може да се сретни како една Т или две Т букви. И во тие случаеви не се променува нејзиниот изговор. Во зборовите, каде буквата Т стои пред буквата Х, буквата Х не се изговара. Пример, методе. Секогаш кога буквата С стои пред буквата П или буквата Т, го променува својот изговор од С во Ш. Значи, СТ се изговара ШТ, пример, штип.
Кога во зборовите имаме сооднос ДТ, се изговара само Т, бидејќи тежок е изговорот на ДТ во збор. Еве еден пример за таа состојба. Штат. Соодносот на буквата Т и буквата И во зборовите се изговара како Ц. Ова најчесто се среќава во зборовите кои се интернационализми. Пример, лекцион. Буква Фау. Буквата Фау во зборовите од германскиот јазик се чита како Ф. Пример, ферхајратет. Исклучок се зборовите кои представуваат интернационализми. Во нив се чита како В. Пример, верб или интервју. Од консонантите завршуваме со В, X, Y и Z. Буква В. Слично на правилата за звучноста на буквата Фау, буквата В се изговара како В, освен во интернационализми каде не се изговара како В, како В. Пример за збор во кој се изговара како В е зборот Васа, што значи вода. А пример за интернационализам збор е зборот интервју. Следна е буквата X. Буквата X се изговара КС, слично како во англискиот јазик, например во зборот текст. Следна е буквата Y. Буквата Y во зборовите се чита како буквата И, пример во зборот гимнастик. Последната консонанта која ќе обработиме и од германската азбука е буквата Z. Во германскиот јазик буквата Z се чита како Ц, а не како З. Пример, цетел, цванцих и слично. Третиот и последен дел од презентацијата е обработка на изговорот на умлаут буквите и буквата SZ. Првата буква од умлаут буквите е буквата А умлаут. Буквата А умлаут се чита помеко од обичната А. И нејзиниот изговор изгледа слично како Е. Например, гесте, бер, велен и слично. Кога буквата А умлаут во зборот пред се наоѓа пред буквата Х, тогаш буквата Х не се изговара. Оваа состојба важи за сите умлаут букви. Тоест, кога во зборот буква умлаут стои пред буквата Х, тогаш буквата Х не се изговара. Истото правило за буквата Х го сретнавме и кај вокалите. Следна е буквата О умлаут. Буквата О умлаут се изговара со буква која потсетува на буквите О и У, поточно Е. Ќе дадеме неколку примери. Können, hören, fröhlich и така натаму. Исто и како останатите умлаут букви, буквата Х не се изговара кога стои после О умлаут, пример fröhlich. Буквата О умлаут се изговара како тврдо У, например Stück, üben и друго. Кога буквата У во зборот се наоѓа пред буквата Х, тогаш буквата Х не се изговара. Пример, Stuhl. Последната буква за денеска е буквата SZ. Буквата SZ има значење како две СС букви,
Но исто така е буква која е произлезена од буквата S и буквата Z, тоест буквите С и З. Сепак во зборовите на германскиот јазик буквата SZ се чита или изговара како С. Пример, тоа се случува кај глаголот heißen. Übung, вежба. Обидете се да го погодите правилниот изговор на следните зборови, според правилата што до сега ги обработивме. Äpfel, beer, Frau, Freundin и Kinder. Одиме на следните зборови. Fußball, Deutschland и Uhr. Besuchen, Schwimmer и wohnen. А сега обидете се да го погодите правилниот изговор на следните зборови, но без помош. Благодариме на вниманието. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Ако сакате да гледате други видеа од курсот, кликнете subscribe. На каналот се објавуваат по 2 нови видеа неделно. Данке!